Без електрична енергија, без вода и со едва и 5.000 динари месечно живее Панче Ефремов во Штип. Веќе 7 години живее без елементарни услови, во куќа која може да се распадне во секој момент и внатрешност која е далеку од соодветна за живот. Ретко речиси никогаш не јаде по 3 пати на ден, оти финансиските средства кои ги има не се доволни. Во ваква ситуација живеам 7 години. Без струја, без вода и не можам, не сум плаќал метки, ништо. Не можам ништо да плаќам и тоа е тоа. Каков е животот без струја и вода? Па, знам никаде. Како да не живееш? Живеете сам? Од што преживувате? Па, социјалното сам. Тоа. Колку земате социјално? Па прво дава по 4700, па на 6 качат, па на 47 и така. Работи ако некој го викне од соседите приватно, за да добие пари за парче леп и малку вода. Порано работел во јавното предпријатие ИСАР, вели, а денеска во 21 век е оставен без капка вода на чешмата. Вели дека помош добива од соседите, но потребна е институционална помош. Па работам кој ми викне, ќе ти даде некој тука низ малото и така. Има ли помош од некаде? Помагаат ли соседите, помагаат ли институциите? Соседите да, помагаат, да. Институциите не. Понапред, тоа е било оддавна, да речеме, 91 година, 92 беше инкасатору ИСАР. И поработи малку и после ме напуштија нешто што беше работа. Вредно и честно момче со тешка судбина. Соседите на Панче велат дека тој секогаш помагал на секого. Работел приватно, па сега велат крајно време е да му се помогне и нему. Па не, но прекрасно момче. Супер дечка, ама те судбината му таква. Одавно му се почнат родителите и така се остана. За помош оде на сите помага. Треба да се згрижи некој без струја, без вода е. За вода некој што дојде кај мене, некој кај комшии било кој, сите му дават, помагат го. Сега ако може нешто да му помогнат некој што државата, ано ќе е. Вели комшиите помагаат, но да. институциите не. Институциите нема и никаде. Он е без вода многу одавно и без струја. Нема уличност, и ни телевизор има, ни фрижер, така живее. Има потреба од храна, вода, помош за реновирање на куќата. Деците не дека може да работи за да спечали некој динар за парче леп, но до сега тешко му оди и барањето работа. Ја таму ќе падне ќошите. Ја не знам, ќе падне ќошите. А не можам, што ќе направам, ај кажи. Што да направам, ај кажи? Ништо. Ако имаш пари, што има се јавија да ваѓа? Нели е така, а? Дозволувате ли си 3 пати на ден да јадете? Не. Нема. Ефремов има 58 години и живее на улицата Димо Хаџидимов во Штип. Апелира до хуманите граѓани и институции кои се во можност да помогнат за нормален живот.